Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Вардар и Црвена звезда вечерва со почеток од 20 часот на арената Тодор Проески ќе режираат фудбалски спектакл со кој ќе потсетат на регионалното дерби кое беше честа слика во фудбалот во Југославија, а надпреварот е од хуманитарен карактер, а сите парични средства што ќе се соберат од овој надпревар ќе бидат наменети за семејствата на трагично загинатите млади лица во пожарот во Кочани. Покрај актуелните играчи на Вардар и Црвена звезда, дел од случувањето ќе бидат и легендарните фудбалери на двата клуба. Вардар како домаќин и организатор на настанот очекува повеќе од 20.000 навивачи на трибините на националната арена, а сите присутни на стадионот ќе можат да се потсетат и на некои звучни имиња од минатото кои ќе продефилираат на паузата меѓу двете полувремиња. Еден од поранешните фудбалери кој има оставено голема трага во двата тима е фантастичниот дефанзивец Илија Најдовски. А еве што изјави: секоја честна звезда што брзо реагираше и прифати иницијатива да гостува во главниот град на Македонија. Луѓето во целата држава се воодушевени што после скоро 30 години ќе имаат прилика да го гледаат великанот во дуел со еден од најчестите ривали во некогашната заедничка држава. Дали хуманоста треба да биде почеста причина за спортски настани? Може ли спортот да биде обединувачка сила во тешки моменти? Дали вакви настани ја враќаат довербата во солидарноста меѓу луѓето? Да не чекаме трагедии за да бидеме луѓе. Како да ја негуваме хуманоста постојано? Дали хуманитарниот фудбалски надпревар е доволен мотив да купите билет? Ова се од низата прашања кои што денес ги поставува Црвена линија и верувам дека ќе има во огромен број како и секогаш, но имаме и како секогаш прашање плюс кое што е анкетно, а можете да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Профилот е Црвена линија, на Инстаграм стори прашуваме дали ќе присуствувате вечерва на надпреварот Вардар Црвена звезда. Како што гледате имате две опции за одговор: да, доколку присуствувате, не, доколку нема да присуствувате. Кликнете на вашиот одговор и се разбира во проценти пресметани резултатите ќе бидат соопштени кон крајот на ова издание. Секако не заборавајте на Инстаграм да го заследите и профилот на Телма телевизија. Истата ова анкета можете да одговорите и таму на Инстаграм стори. Подсетување до сите вас кои што нема да се вклучите во живо во дискусијата на Црвена звезда, во Црвена линија, ќе подсетам дека секако можете да бидете активни ако така ви е полесно и преку пишување коментари и се разбира да споделувате. Ќе ги читаме коментарите меѓу вклучувањата на гледачите. И пред да го завртите нашиот добро познат број 023070005. Огромна молба до сите вас, секогаш имате го во предвид техничкото правило кое што е исклучително важно, а тоа е веднаш по вклучувањето од страна на режија да се намали и целосно тонот на ТВ приемникот. Ова особено важи за оние кои што можеби ќе дебитираат и за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија како Црвена линија, а верувам дека ќе ви има во поголем број денес и такви. Па еве да слушнеме какви одговори ќе дадете на денешните прашања. Едно од низата е и се разбира во однос на хуманитарниот надпревар кој што вечерва ќе се одржи помеѓу фудбалскиот клуб Вардар и Црвена звезда, и дали еве според вас ваквите настани ја враќаат довербата во солидарноста меѓу луѓето. Добар ден. Да, добар ден. Па еве ја враќаат ли ваквите настани? Поздрав и до вас, благодарам. Овој денешен ден за Скопје поготово и за Македонија е многу радосен ден, затоа што два големи ривали, Вардар и Црвена звезда, ќе ги покажат поново борбите што има во времето пред 33 години. Прво и основно јас како по возрастен и работев во полиција сум одел на обезбедување службено на тие утакмици и тоа големо задоволство ми правело, дури сум барал доброволно додам на обезбедување за да ги гледам утакмици, затоа што знаете ли во времето кога ги гледаме Драган Джајич, Пижонот, Петровиќ,
Тоа се не може да ги доживее човек. Али сега кога гледам Илија Најдовски, Кантаровски, нашите, Дарко Панчев, нашите звезди, тоа е голем плюс за Македонија. Не е само овој ден што ќе биде хуманитарен. Треба почесто вака на ниво на бившите републики, Сараево, Велеш, Динамо, Загреб, да не ги дадам сите клубови што беа, треба да се увек што станува за да тоа не го заборавиме што било многу убаво и ги поврзувало сите граѓани во Република бивша Југославија, така и денеска. Големо благодарам за споделеното и секако за одговорите на нашите прашања во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Па еве, дали ваквите настани всушност ја враќаат солидарноста и вирбата во луѓето? Да, точно е. Јас бев навивач за Црвена звезда во младоста. А Илија Најде е од Струга. И задоволен сум што дават за Кочани. Парите што ќе ги земет, за ними не се туку за Кочани. За Кочани. Што изгоре. Затоа треба многу задоволни да бидеме ние. Тоа е на Господа да го поштоваш. Еве, според вас, како постојано да негуваме хуманост? Секојаш треба да видиш хуман човек, а не лош. Од лошиот страдат и добриот човек. А ја бев хуман човек. Не е за фалење, ама имаше и лоши луѓе. Најпоќе страдаш од лошиот. Дали вечерва и веќе ќе го гледате овој хуманитарен надпревар? А како да го гледам, кога сум ја во Збиџево. Како може да дојде во Скопје, а ме полети ногата. Добро, благодарам многу за вклучувањето и секако продолжете да не гледате нас, бидејќи верувам дека во ова издание на Црвена линија секако ќе имаме многумина од вас, кои што еве можеби ќе ни откријат дали вечерва ќе го следат овој хуманитарен надпревар помеѓу фудбалскиот клуб Вардар и секако фудбалскиот клуб Црвена звезда. Многумина од вас, повозрастните генерации, верувам дека и како се сеќавате на надпреварите во некогашна Југославија, кога нели овие два гиганта ривали се сретнуваа. Како и да е, оставаме на вас пред се да ни откриете дали повеќе ваквите настани ќе ја вратат солидарноста помеѓу луѓето. И како да ја негуваме пред се хуманоста меѓусебно. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Мирослав Критичарот. Ако? Видите, за хуманоста и ова се слагам, да е хумано, меѓутоа ја одувек не сум сакал гужви и не присуствувам. Не концерти, не такви гужви, не утакмици, ете, не ми лежи тоа на душа. Како хуманоста? Јас сум хуман човек, јас можам да докажам по документи со телефонот ја како донирам и колку можам да донирам, са не донирам не знам колку. Меѓутоа, за да покажеме хуманост, треба, јас ги на работа разговараме. Секоја плата 200, 300, 500, ако треба една дневница нека оди у хуманост. Али иде на право место, а таму не треба повише од 5 луѓе да работат. И да ги делат парите кај што треба и како што треба. А не да извините на зборот, јас сум таков признан човек да ми се тртат у све или нешто у квизов. Сакам да видам ова, сакам да посетам она, роден денот на све. Ти тоа треба одма подхитно да се укине. Тоа е грозно да се гледа више. Само 20 до сега беа у хуманост во тој квиз. И уште 20 да сум пропуштил. Јас сум живеел на страна 4 години сум тука. И видов што се случува. Срамота е, голема срамота. Хуманост треба да има на плата, на пензии. И тука е хуманоста и на право место да дадат парите и државата малку треба да поведе ред за болни деца, и така натака и така натака.
Благодарам многу за одговорите. Ние ведни насоки, понатамошни се разбира, молам останува секогаш правилото активно на црвена линија да се внимава на употребата на зборовите. А што подразбираме по тоа? Секако да не се употребуваат навредливи, вулгарни зборови, пцости, и секако да се внимава на тоа да не имаме говор кој што алудира на омрза и говор кој што алудира на насилство. Всушност, како да бидеме похумани? Дали ваквите настини сметате дека всушност ја враќаат довербата во солидарноста помеѓу луѓето? Добар ден! Добар ден, Тинче, поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас, сега повелете. Многу убава тема имаш денеска. Хуманоста, како да се врати меѓу народот. Па се докажа сега дека хуманоста се враќа, а што има поединци, ние не можеме ни да ги преваспитаме и да ги направиме да се луѓе. Многу е тешко да бидеш човек, многу е уште потешко да си нечовек. Нечовечкото се памти, а човечкото ти е лесно на душата кога ќе направиш така хумана работа. Ова стварно свака им час да сите ваква донација се нема до сега за земјотресот, па сега собирано. Значи тоа е дека сме стварно сплотени и единствени. Сакаме да помогнеме на тие луѓе, не можеме да им го вратиме најголемиот бол, али финансиски можеме да им помогнеме. Така да секоја чест на сите и вработени, секој што учествувал во хуманитарната акција, свака му час. Па на Црвена звезда честитки да дојде од Белград, да игра во Македонија, во Скопје правилно, да се покаже дека стварно мислат на нашите оштетени и ожалостени фамилии. Многу е тешко да те снајде нешто така лошо, али добро е, па има некој од мајка роди. Големо благодарам за учеството и секако за одговорите кои што ги споделивте со нашите гледачи. Секако останете да не следите и една многу важна исто така напомена. Правилото во Црвена линија е дека за едно вклучување се предвидени 90 секунди. Од токму тие причини ги објавуваме 90 секунди на екранот за да имате нели горе долу увид во секундите како одминуваат. Но секогаш се разбира, сите вие кои што сакате нови дополнителни 90 секунди, слободно можете да го завртите нашиот број 02-307-005. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте? Овој потек е направено голем чекор кон хуманост. Затоа што Црвена звезда се дигна од Белград и дојде тука да играе со играчите од Вардар и сите тие средства да бидат донирани на ожалостените фамилии. Незините животи на децата не може да се вратат, но барем финансиски до некаде да се помогне на тие фамилии. Хуманоста не треба само да се изразува кога ќе се случат големи трагедии. Хуманоста треба да се изразува секој ден. Секој човек треба да биде хуман према друг човек. Но тоа не е кај нас во нашата земја. Само кога се случуваат големи трагедии, тогајте се појавува таа хуманост. Додека оние малите трагедии на луѓе кои што се бездомници, кои што лутат по улиците, таму хуманост не се покажува никако. Ни солидарност према тие луѓе, ни хуманост. Секој гледа за себе, никој не гледа што е со соседо, дали му треба помош, дали му треба нешто или не. Тоа е во Македонија. Не треба да се случуваат вакви трагедии за да се дојде до ваков. Благодарам и вам за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Повторно ќе подсетам, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди.
Сега, во продолжение, секако ќе подсетиме дека станува збор за уште еднаш за хуманитарно дерби во Скопје, на радост на оние кои што и како се сеќаваат на дуелите помеѓу фудбалскиот клуб Вардар и се разбира легендарниот клуб Црвена звезда од Белград. Токму ваквиот спектакл, но овој пат со хуманитарна цел, ќе ги обедини фановите, но секако и љубителите на фудбалот и хуманоста. Па еве, прашуваме дали сметате дека токму со ваквите настани, како што е хуманитарниот натпревар помеѓу Вардар и Црвена звезда, се враќа до вербата во солидарност, така и луѓето. Добар ден. Ало? Ве молам, намалите го тонот на телевизорот. Ајде, поштување, госпожа Тина. Ќе ви одиме ли вечер да го гледаме надпреварот? Синот ќе оди. Синот Тој е љубител на фудбал. Јас, така, постарен синот ќе оди. Па и внуката ќе ја земи. Јас вака викам сега за темата. Што помалце да имаме вакви хуманитарни акции? Зашто? За помалце да ни се случуваат лоши работи. Не е проблемот само хуманитарно во ред средства. Зашто да се дојде до тоа? А ова незгодна тема ќе се јават еден господин од Прилеп и од Битол одна ќе речат, одна душата им плачи за Србија, за Југославија. Одна тоа ќе асоцира. А убаво е надправ, еве, 25.000 карти се продадени званично. И уште сигурно уште 2-3.000 така ќе влезат кој ќе опусти овој, кој ќе опусти овој. Убаво тоа. Него пак ќе речем, што помалце вакви хумани акции да има, да се опаметиме во сите сегменти, да ни дојде памето, да немаме вакви поднаводници лоши хуманитарни акции. А иначе ова прва лига е секоја чест. Еве слушам и Бугарија, Македонија, Стоичков, Пандев, тие другите ќе се организира. Затоа ќе речем убајте, ама што помалце вакви хуманитарни акции да имаме. Бидете поздравени. Бидете поздравени и вие секако останете со нас, поточно со Црвена линија. Ке подсетиме дека челниците на фудбалскиот клуб Црвена звезда веднаш ја прифати иницијативата на Дарко Панчев за организација на хуманитарниот меч во Скопје. Надпреварот предизвика воедно и огромен интерес кај македонската јавност. Продадени се повеќе од 22.000 билети, а капацитетот на стадионот изнесува 33.000 места во Скопје. Меѓу другото, ќе подсетиме дека ќе пристигнат и дел од легендите на Црвена звезда кои ќе продефилираат на теренот по првото полувреме. Меѓу нив ќе бидат и неколку македонски фудбалски имиња: Дарко Панчев, Илија Најдовски, Драган Канатларовски, Горан Попов и Бошко Ѓуровски. Па и дали ваквите настани според вас, почитувани, ја враќаат до вербата во солидарност, така и луѓето, дали и ќе присуствувате вечерва на овој фудбалски спектакл? Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Се јавам после толку години. Да не должам многу, имам еден предлог. Од све што ќе се собере, дел од средствата, бидејќи не се така малку, да се изгради еден спомен парк со споменици за настанот кој не задеси. Све ќе се потроши, парите ќе заминат, а спомениците ќе останат. Толку од мене. Благодарам. Куси, но сосем јасни. Ете, можете досега да слушнете најразлични одговори и секако ве покануваме, особено еве оние кои што вечерва како се подготвуваат да го следат овој фудбалски спектакл, кој што навистина разбуди огромен интерес кај македонската јавност. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во продолжение, секако оние кои што нема да се вклучат во живо, во рамки на Црвена линија, секако тоа можете да го сторите, активни да бидете и преку пишување коментари и споделување на истите. Активна ни е се уште анкетата, бидејќи тоа е и праксата на Црвена линија.
така да и веќе ве подсетиме вие кои што подоцна се вклучите. Секако не заборавајте да не заследите покрај Facebook, да не заследите и на Instagram. По заследувањето на профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, веднаш кликнете и на Instagram Story. На Instagram Story секако ќе имате можност да одговорите на прашањето. Едноставно е, дали ќе присуствувате вечерва на надпреварот Вардар Црвена звезда. Да, не кликате кој е вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и секако кон креати ќе ги соопштиме резултатите од анкетата. Продолжуваме со вас во живо, секако и со оглед на тоа што темата се врзува за овие два гиганта, како во фудбалот, особено препознатливи по дуелите во некогашна Југославија, каде што навистина огромна пасија беше за посетителите да навиваат за својот фаворит. Така да, еве денеска повторно верувам и голем дел од вас по возрастната генерација. Еве може да ни откриете како се сеќавате на ваквите надпревари помеѓу Вардар и Црвена звезда и всушност еве какво значење токму овој фудбалски дуел вечерва, кој што секако ќе биде хуманитарен, какви чувства буди кај вас и дали сметате дека ваквите настани враќаат солидарноста помеѓу нас луѓето. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав и од мене до вас и до сите гледачи на Телма. Мислам дека не е ништо тоа нормално хуманитарен надпревар, е спортски надпревар, фудбалска утакмица, не е некој политички маркетинг, така да се враќа до вербата, до солидарноста, нормално. И јас сакам да кажам нешто и политички, гледам како сме поделени ние македонците. Том се Панчев договори на фудбалски надпревар Вардар Црвена звезда, од другата страна меѓу Македонија и Бугарија. И зборувам јас со отворени карти, без бои, без нараквици. Тука се кажува нашата поделба. Едните симпатизери на соседна Бугарија, а ние што живееме братски со Југославија. Ние не можам да негирам нешто дека ние 40-50 години сме живееле братски со сите од бивша Југ републики. Така да ја оставиме политиката. Убав е овој хуман надпревар, нека им се помогне колку може на настраданите во Кочани, за жал. Да не се понови тоа и да нема вакви хумани, за вакви цели хумани надпревари. Поздрав и ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам за учеството во Црвена линија. Секако ќе веруваме останете со нас за да слушнете и ви останатите гледачи како ќе одговорите и всушност и ве сакаме да слушнеме вие лично како и изреагиравте, особено по возрастните со оглед на тоа што ваквиот напредвар помеѓу фудбалскиот клуб Вардар и сега во фудбалскиот клуб Црвена звезда представува вистински спектакл. Тоа го знаат нели по возрастните генерации со оглед на тоа што токму помеѓу овие клуба во некогашна Југославија имало навистина мокни надпревари. Па дури еве како што открија дел од гледачите во некогашна Југославија биле и страствени навивачи на Црвена звезда. Но сега овие два тима се обединуваат, се разбира, на теренот со една единствена цел, хуманитарна цел. Средствата кои што ќе бидат собрани, секако ќе бидат донирани кај оние кај кои што се најпотребни и кои што директно се засегнати по трагедијата во Кочани. Дали ваквите настани всушност ја враќаат нели довербата во солидарноста помеѓу луѓето? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Прво да кажам дека е тоа најдоброто што се прави сега вечер. Јас па предлагам уште еден предлог. Сите држави кои ги примија нашите попредени луѓе, не би било лошо ние репрезентации да дојдат во Скопје. Грчка, Бугарска, Маđarска, Словенија, кој сега Црвена звезда во име на Србија, тоа би било најубаво. Тоа е тотално ќе покаже својата солидарност.
Зато тоа не би било слабо. Уште нешто. И друг еден предлог. Концерти, сите републики кои примја бивши републики, кои примја нашите повредени. Прво, не би било тоа слабо тие концерти да ги одржат во Скопје на стадион и да биде, ќе дојдат тие концерти на отворено, не да биде, ќе дојдат и од надвор деца и младинци, луѓе. Ево, јас ќе дојдам на таков концерт и затоа ви кажувам, тоа е многу баварско. Со тај предлог, ali уште една друга работа. Сега тие средства што ќе се соберат еден дел, да се направи онај теренот само. Ке посетам да се внимава само на тајмерот, предвидени се како и секогаш во црвена линија 90 секунди за едно вклучување. Ке подсетиме дека надпреварот помеѓу фудбалскиот клуб Вардар и Црвена звезда ќе се одигра вечерва во 20 часот и на вистина на задоволство и на повозрастните генерации кои што никогаш и како со огромна страст и пасија ужива во дуелите помеѓу овие големи фудбалски гиганти од никогашните простори на Југославија. За некого на вистина тоа ќе биде возбуда која што ќе ги наврати носталгично кон оние времиња кога се сретнува овие две екипи, но и се разбира поновите генерации, како ќе верувам ќе уживаат со огромно задоволство и страст да го проследат овој надпревар кој што повеќе ќе биде хуманитарен, символичен, а не толку врзан околу се разбира резултатот. Резултатот всушност овој пат и не е крајна цел. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Имам чувство дека има некој на линија и верувам да, не сум грешка. Добар ден. Добар ден. Повелете еве открите ни дали вечерва ќе го следите надпреварот. Дали се слушаме убаво? Да, ќе го следам надпреварот, само ето сакам да кажам. Дека досега сите југословенски бивши републики секој пат биле први што ни помагале. А ние не знам колку сме помагале. А на претходни некој да му кажам дека дали со Бугарија, за бивша Југославија, и со Бугарија, и со цел Балкан, и со Европа, ние сме биле страствени помагачи. И ни помагале. Така да, мислам, вакви дебати, жално е да се збори. Се знае дека таа утакмица за што е, како е и со кој резултат ќе заврши. Ја верувам дека, јас типувам дека или 1-1 или 0-0. Ајде, дали ваквите настани вие враќаат еве довербата во солидарноста меѓу луѓето, генерално? Ма не ме враќа, јас знам дека секој пат ќе има вакви работи. Нема што мене да ме враќа или некого. Си знаеме, ние како македонци си знаеме дека ние сме сакани и поштувани. А сега политичарите што прават, што и кај нив и кај нас, тоа е еднакво. Така, големо благодарам што бевте дел од Црвена линија. Останете и продолжете да не гледате и понатаму. Инаку со овој надпревар уште еднаш се потврдува дека спортот е повеќе од игра. На 27 април ќе да посетиме на оваа информација. Македонските и бугарските фудбалски легенди ќе одиграат хуманитарен надпревар во Варна, а сите собрани средства ќе бидат донирани за Кочани. Добар ден. Добар ден. Ја ќе ве замолам малку погласно. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам добро. Да, повелете. Поздрав за вас, за гледачите и за иницијаторот. Благодарам. Се слушаме ли сега? Да, продолжете, ве слушаме. Така. Овој надпревар
значи многу и за Македонија, и за спортот, а и за хуманитарноста. Ние секогаш сакаме да гледаме Вардар и Звезда кај што играат и дали ја враќа до вербата, секако. Само жал ми е што ова се случува само после некои трагични настани. Се јавуваат тие иницијативи за солидарност, за поддршка, жалење. Нека остане тоа да бидеме заедно, да бидеме сплотени и кога ни е добро. Не само кога сме поминале низ лоши работи. Оти ние не памтиме добро. Рече господинот дека не, ние сме секогаш добри. Не сме. Не сме. Кога на другиот му е добро, нас како да ни е жал што им е добро. Сега навистина ова е за поздравување и за Дарко Панчев, и за звездите на Црвена звезда, и за нашите звезди, и сега за со Бугарија што ќе играме. Секоја чест. Само, не знам, скептик сум, што да кажам. После земјотресот, сите згради ги направија асеизмично. Благодарам многу што дадовте одговори на денешните прашања на Црвена линија. Секако потсетуваме, ќе ни биде драго да останете и да го догледате ова издание, бидејќи во продолжение секако верувам ќе имаме многумина од вас, кои што секако ќе ни открија дали вечерва ќе го следите овој фудбалски спектакл и дали сметате дека токму со вакви настани се враќа до вербата во солидарноста помеѓу нас луѓето. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Секоја чест за идејата на Панчев да се организира ваков надпревар хуманитарен. Него имам еден предлог до Телма. За да видиме колку сме ние хумани, Телма на Црвена линија требаше да одреди на секој човек што се јавува на Црвена линија 100 денари да му се симнат од мобилниот телефон, па да видиме дали едно десетина луѓе кои што нон-стоп секојдневно се јавуваат, кои што се стручњаци за земјоделие и за политика и за економија и за банкарство и за спорт, за све, дали ќе се јавуваат. Значи, не знам колку долго време се јавувам, не можам да добијам. Затоа што гледам 10 луѓе истите секојдневно како добиваат, што добиваат, не знам. Ајде секундите кои што се предвидени, а мене ќе ми биде драго и на нашата редакција да ни кажете како реагиравте кога слушнавте дека на теренот ќе заиграат Вардар со Црвена звезда. Значи, јас сум од постарата генерација. Така? Јас кога играле Вардар и Звезда, сум одел и во Белград. Значи, навивачки екипи од Скопје одеа во Белград, а да не збарувам за во Скопје. Тоа беше празник во Скопје. Кога играја Звезда и Вардар, тоа беше празник на душата беше. Тоа ние постарите може само да кажам, да сонуваме. Големо благодарам што се вклучите во Црвена линија. И јас секако, како што и секогаш зборуваме кога е во прашање, нели, контактна емисија, па еве слободно ќе кажам, и ако е квиз, мора некогаш да бидеме упорни. Навистина не можеме и не треба да ги критикуваме гледачите кои што едноставно се вклучуваат и ги имаме во емисиите. Така да секундите најдобро ќе биде да се искористат да ве слушнеме вас и драго ми еве што гледачот тите како евоцираше, особено на повозрасната генерација, ги потсети со каква страст и жар се следеа токму дуелите помеѓу Црвена звезда и фудбалскиот клуб Вардар. Како што и самиот кажа, всушност градот бил цел активен и секако и специјално некогаш се патувало до Белград да се следат дуелите помеѓу овие два фудбалски гиганта. Верувам за повозрасните генерации ова ќе биде вистинско доживување уште еднаш, но и новите генерации верувам дека ќе покажат и хуманоста на дело со тоа што ќе присуствуваат на ваквиот надпревар, но меѓу другото ќе можеби ќе доживеат всушност таа магија за која што зборуваат гледачите
во црвена линија, од повозрасната ќе подсетам генерација кои што и те како се сеќаваат на овие надпревари. Па еве и секако црвена линија уште еднаш ве прашува сите вас дали сметате дека токму ваквите настани ја враќаат довербата во солидарноста помеѓу нас луѓето. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Господине Живко, вие ли сте? Ако не се лажам. Ова ситуација, ова го поздравувам. Видете зашто го поздравувам. Не сум националиста. Ако сака нека биде фудбалски клуб од Албанија, што на некој му смета, ќе кажам после. Од кај сака нека биде. Нема врска. Народот треба да живее. Ако појдете во Германија имате не знам колку народности, па сите го поштоваат германскиот закон. Што сакам да кажам? Ова ќе му смета се знае на кого. За тоа што биле со автобуси да го поддржат Вучич, знаеме што се коментира таа овде да ја речам националност или народноска се вика тие. И ова тие ќе го негира. А знаете зашто? Зашто така што му се може. А кога да ги викаат во Тетово, еди рама, да го викаат не знам кој, без да знае државата, или додат во Косово, да речиме, без најава на влада или во Албанија, то не им смета. Кажете ми, ве молам, еве вие дали бевте фан на ваквите надпревари помеѓу Звезда и Вардар никогаш? Зборувате тоа веќе сензацијата, немојте Тина, тоа е нормално, ние сме југословенски деца, без разлика дали е Србија, дали е Босна или кој од кај дида фудбалски клубови. Тоа е срамота да зборувам за тоа. Ние срамота бидејќи новите генерации учат од вас. И секако благодарам за вклучувањето во црвена линија. Мора да еве укажеме па така и за се дека нели новите генерации секако слушаат од претходните генерации и можеби тоа е нешто кое што се пренесува од колено на колено и токму таа причина верувам дека особено оние кои што ги слушаат повозрастните кои што редовно ги следат овие дуели знаат, ги препознаваат реакциите на нешто што навистина мора да признаеме дека имаше не само огромен интерес, туку и радост дека повторно на теренот ќе се сретнат фудбалскиот клуб Црвена Звезда и фудбалскиот клуб Вардар, но секако ова е пред се хуманитарен фудбалски надпревар, па затоа и црвена линија ве прашува дали ваквите настани всушност ви ја враќаат довербата во солидарноста помеѓу луѓето. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Благодарам. Малце е тешко да се спореди во тоа време и сега. Во тоа време нас ни беше исто дали Вардар, дали Звезда, дали Партизан, дали Хајдук, сите ни беа атрактивни. И за сите имаше еден вид сензација кај луѓето. И навиваме за сите едноставно. Јас сум од земјоделско семејство. Ние се враќавме од нива за да гледаме фудбал. Без разлика кој игра. Сега нормално Вардар е наш. Не може да биде исто. Меѓутоа за сите сме навивале. Поготово кој ќе игра со надворешен некој од Југославија. Сега малце овде хуманитарен ни ја враќа солидарноста. Да беше пријателски, па клубовите да одлучат тие пари да ги дадат на некоја институција за кај што најмногу е потребно, ќе бевме посреќни, порадосни. Ова вака сите што ќе го гледаме ова и го слушаме, сите сме со камен во душата, со тага. Никогаш да се не повтори. Не значи ако е хуманитарно дека е лошо. Меѓутоа да не биде на ваков начин, него да биде за доброволно, ова доаѓа кој силум прилика. Ме разбирате? Него да не е онда предодредено. Откако ќе се и да биде со сите комши, не само со србите и со бугарите и со албанците, па и со хрватите, без разлика со која и кој тим од која држава. Да има пријателски надпревари, а отпосле да се одлучи тие пари каде ќе одат, ако дел од пари не мора сите, за некоја хуманитарна цел или помош за нешто. Благодарам за учеството секако во црвена линија. Сега ќе ве прифрлам унаму, каде што и постојано ни зборуваме, доколку и не успеете во живо да се вклучите во црвена линија, можете да имате активно учество преку коментари и споделување. Ве прифрлам на профилот на црвена линија на Facebook. Еве ќе можете да видите како изгледа објавата на црвена линија за Кочани.
во однос на надпреварот помеѓу фудбалскиот клуб Црвена звезда и Вардар. Вечерашниот Црвена линија ме прашува дали вечерва ќе присуствувате на надпреварот, токму на овој надпревар, кој што е од хуманитарен карактер. Ќе почнеме со коментарот на Петар Бачов. Еве што напишал. Кога Србија беше поплавена, тогаш наша Македонија помогна со 100 шлепери било каква помош. Па акции со телефонски јавувања, од кои големи пари даруваме. Уживаат сега ова србоманите, значи јас еве ќе подсетам, се однесува правилото на Црвена линија, важи и за коментари. Навистина ќе сакаме сите коментари да ги прочитаме и затоа ве замолувам да внимавате на употребата на зборовите. Секако можете да го искажете и ставот и мислењето, се она што и треба да биде искажано, но да се внимава на употребата на зборовите, да нема нелепцости, вулгарности, навредливи зборови, секако не говор кој што алудира на омраза и насилство. Тогаш ако има такви зборови, нема да продолжиме да го читаме коментарот, а навистина сакаме да ги прочитаме. Добар ден. Бог на помош Македонија. Господине Тале, еве како реагиравте вие што вечерва ќе се одржи надпревар помеѓу овие фудбалски гиганти? Некој Убаво да се биде, убаво да се биде добродушен, човеколюбив, нели, тоа хуман од човеколюбив иде, нели, на наш македонски јазик. Ние како македонски народ, библиски народ, од секогаш сме биле, нели, добродушни кон сите околу нас, сме им пренеле цивилизација, култура, вера Христова, иако и денеска во 21 век не негираат дека не постоиме, а јас сме далеко постари, значи како народ, како македонци. И сега убаво е да се има такви работи хуманитарни со било кој народ, со било кој. Јас би посакал да видам поблиски средби меѓу нас македонци, од овој дом на Македонија со македонци од Егејска Македонија, контакти, културни настани, спортски надпревари меѓу деца од цела етничка Македонија, пошто како македонци најмногу треба да се работуваме. Убаво сме блиски со Срби, со бугари, со словенци, со хрвати, но најдобре сигурно се бидеме блиски самите македонци во цела етничка Македонија, така? Да имаме блискост, да имаме културно, нели, комуницирање и блискост, пошто ние сме брајки и по крв и по националност. Сега да кажам дека звонам од туик телефон и некога бе вклучен беше туик телефон. Се прашувам дали мојот телефон се знае. Господине Тале, па вие толку често ви имаме во Црвена линија, дури ми е и чудно кога велите дека никако водиме евиденција дали сте ви или не. Драго ни е што ви имавме во ова издание. Еве, накусо уште еден коментар од Борчо Иванов кој што напишал: секој кој би сакал да присуствува, а поради оддалеченост е спречен, може парите што треба да ги даде за гориво, да ги уплати во фондовите за семејствата и со тоа ќе ја покаже својата солидарност. Стефан Таревски напишал да, напред Вардар, а Стефан Каркински напишал не. Дали вечерва ќе присуствува. Останува да ви ги соопштам и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Заследете на Инстаграм, утре ќе има повторно нова тема и нова анкета. Дали ќе присуствувате вечерва на надпреварот Вардар Црвена звезда? Со да одговорија 33%, со не 67%. Почитувани, следуваат рекламите. Почитувани, благодарам и за ова издание на Црвена линија, креирано токму преку вашето учество. Останете со програмата на Тилман, се гледаме утре во нашиот стандарден термин. Довидување од мене.